Бројни се бенефитите од новата владина мерка за поддршка на лицата со инвалидност за рефундирање на средствата за набавка на патнички автомобил и истата ќе биде од огромна помош, велат од Сдруженијето Мобилност во Битола. Со оваа мерка лицата со инвалидност ќе имаат полесен пристап до автомобил, олеснување на секојдневието, мобилност и вклученост во заедницата. Последната одлука на владата на Република Македонија ја поздравуваме. Беше долго очекувана, повеќе од 17 години, односно 1999 кога беа укинати сите права за набавка на моторно возило. Значајно за лицата со телесен инвалидитет да возилото е ортопедско помагало, кому е неопходно и со него се постигнува не само мобилност, него и потполна самостојност и за одење на школа, и за студирање, за одење на работа, за враќање од работа, и за сите други работи во кои имаме потполна самостојност на лицата кои самостојно ги управуваат моторните возила. Значи со тоа тие го остваруваат основното и елементарното право на потполна самостојност при мобилност, значи за движење и воопшто во животот. Новиот владин проект предвидува на лицата со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, потполно слепите лица и глуви лица и лицата со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, да им бидат рефундирани средства до 180.000 денари. Апликациите се поднесуваат во центрите за социјални работи за рефундирање на средствата платени за царина, ДДВ и акциза. Најавено е дека ќе бидат рефундирани средства за 50 автомобили, а приоритет ќе имаат лицата со инвалидност кои имаат пониски приходи, оние кои активно бараат работа или пак во семејството имаат повеќе лица со инвалидност. За реализација на овој проект Министерството за труд и социјална политика издвои 10 милиони денари.